Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, денеска Советот на општина Прилеп ја одржа својата 30-та седница. Како по значење од точките кои што се разгледува на денешната седница би ги издвоил следните. Најпрво сакам да ги информирам прилепската јавност дека Советот донесе програма за субвенционирање на линиски превоз кој што би сообраќал од градот кон населените места. Тоа после 2019 година беше прекинато како процес, еве сега се обидуваме да го воспоставиме и во програмата за субвенционирање се дадени паралелно и уште две други одлуки за тоа во кои населени места ќе се сообраќа и која е субвенцијата која што ја дава општина Прилеп. Во одлуката стои дека општина Прилеп ќе ги субвенционира превозниците со 15 литри гориво на поминати 100 километри на изминати и се утврдени предлог цени кои што би требало да ги имаат превозниците кои би сообраќале на овие линии. Понатаму ќе се донесе и правилник како ќе се направи јавниот повик и кои ќе бидат критериумите за превозниците на патници да можат да учествуваат на овој јавен повик и да ги користат субвенциите кои што ги дава локалната самоуправа, односно општина Прилеп. Со тоа позитивниот момент со оваа одлука е што граѓаните од населените места ќе имаат редовен линиски превоз кој ќе сообраќа од градот кон нивното населено место и обратно, што значи дека ќе им се олесни животот на граѓаните од тие населени места. Добро, би било добро да ги информираме нашите сограѓани дека овие линии би се сообраќале до најоддалечените населени места во нашата општина. Тоа е прво и најзначајно Прилеп Витолиште, каде што досега граѓаните плаќаја преголеми цени за превоз со такси услуги користење или со некој друг вид на превоз и со тоа обезбедуваме една редовна комуникација на тоа едно од најоддалечените населени места, повеќе од 50 на километри од центарот на градот. Понатаму линија која што ќе сообраќа до сите населени места, но најоддалечено населеното место Челпигово, понатаму до населеното место Подмол, до населеното место Мажучиште и до населеното место Радовил. Значи сите краеви на нашата општина ќе бидат опфатени со овој линиски превоз. Се надеваме дека ќе има сериозна конкуренција, дека ќе има превозници кои што ќе бидат заинтересирани за да го извршуваат овој превоз. Понатаму како Совет на општина Прилеп дојдовме и до финалната фаза, она што го работевме како нов процес во нашата општина и она што го додадовме во статутот на општина Прилеп, а тоа е новата форма на граѓанско одлучување, форумите во заедниците и проектот кој што заедно со донорите, односно со UNDP, треба да се случи во Прилеп. Донесовме одлука за кофинансирање со која што општина Прилеп учествува со 1 милион денари во изградба на инклузивно детско игралиште кое што ќе се наидува на паркот на непобедените, односно могилата на непобедените, а беше по избор на граѓаните кои што учествуваа на 4 форумски сесии и донесе одлука дека тоа е најприоритетно што треба општина Прилеп да го направи. И понатаму како трето, но не и најмалце важно е донесувањето на одлуката за верифицирање на мандатите на членовите на Советот за млади. Ја користам приликата да им честитам и верувам дека со нивната работа и заложба ќе ги креираат не само младинските политики, туку ќе дават и додадена вредност на работата на Советот на општина Прилеп. И она што би можел да издвојам што се успеавме да разгледаме на оваа седница е донесувањето на одлуките за утврдување на исполнети услови за легализирање на бесправно изградени објекти, неколку беа на број, и она што е можеби најнегативното што се случи на оваа седница, тоа беше разгледувањето, ова негативното сватете го во наведници, разгледувањето на полугодишниот и годишниот извештај за работата на полициската станица од општа надлежност во Прилеп за 2022 година. Полугодишниот извештај го носиме дури сега, односно Советот донесе одлука дека не го прифаќа извештајот од полициската станица за општа надлежност. Причините добро ги знаете, би било добро и да ги потсетиме нашите сограѓани дека во тоа прво полугодие од 2022 година имаше сериозни нареди. Нарушување на безбедноста во сообраќајот, нарушување на јавниот ред и мир, одреден број, знаете добро, на запалени возила и тоа на високи функционери и во парламентот и локални функционери, менаџери на јавни предпријатија и останати општествени чинители. Имаше голем број на масовни тепачки, на тоа следеше и таа акција која што ја презеде Министерство за внатрешни работи, односно привремена управа овде во полициската станица и носење на специјални единици кои што имаја за задача да го вратат редот и мирот онака како што треба да биде.
и правевме неколку обиди, точката ја поставувавме на седници на совет, но немаше присуство од командирот на полициската станица од општа надлежност. Денеска беше присутен и тој, не удостои со неговото присуство, иако не ја проследи седницата, не даде свој коментар и свој видување на извештајот, иако имаше еден сериозен број на советнички прашања кои што беа упатени кон него, но еве за жал не испочитува прилепската јавност да даде негово видување на настаните што се однесуваат од неговата надлежност за работа и Советот и за полугодишниот извештај, односно и извештајот информацијата за безбедносната состојба на првото полугодие 2022 година и годишниот извештај за 2022 година за работата на полициската станица од општа надлежност не ги усвои, односно ги одби, затоа што сметаме дека ваквите извештаи кои што содржаја само статистички податоци, кои што и за нив имаја советниците сомнеш дека се на некој начин штимани, ако може така да се каже, за да изгледаат подобро во јавноста и веруваме дека треба полицијата подобро да се екипира и подобро да се грижи за безбедноста и безбедносната состојба на граѓаните и имотот во општина Прилеп.